Да, се враќаме во студиото. Тука е, како што најавивме, универзитетскиот професор Вело Марковски, кој исто така е сега актуелен, бидејќи самиот собира потписи за претседателска кандидатура. Професоре, добро дојавте во студио 10. Добро ве најдов. Како што кажав, собирате потписи, се обидувате да се вклучите во претседателската трка. Знам дека го образложивте тоа, го кажавте претходно зошто и како, но еве, како еден вовет во разговорот, зошто се решивте на ваков чекор? Сметам дека секој патриот треба да го даде максимумот, значи свое максимално учество во овие демократски процеси во една состојба кога Македонија ни се случува едно тонење во сите области. И мислам дека економската состојба и политичката состојба е таква што ние мораме, значи политиката веќе не е како што некои викаат, не сакам да се мешам во политика, не е веќе прашање на избор, туку е прашање на опстанок и на живот. Гледаме дека се случуваат многу витални прашања во државава кои не се решаваат соодветно. Кога би биле во Норвешка, во Шведска, во Швајцарија, веројатно сигурно некој универзитетски професор, знаете во Финска дури најголемиот дел од парламентот се жени затоа што имаат попаметна работа бизнисмените и мажите. Неколку сегменти се битни. Значи имаме претседателот на државата, односно функциите се тие по мене кои треба да станат такви како што се предвидени со уставот. Моќна фигура е претседателот и доколку претседателот е набраникот на интересите на народот, многу од овие случувања немаше да се случат. Најголем проблем е што ние во изминативе 30 години всушност немаме вистински пријател и нема да имаме се додека ние не кажеме јасни ставови, што сакаме ние да постигнеме, кои се отстапки кои можеме да ги направиме во ова опкружување кое не ни е баш поволно и кое не е од сега. Значи, претседателот мора да биде еден стожер околу кој ќе се соберат демократските сили во државата. Понатаму, тоа што многу ме боли е правниот систем во кој претседателот има многу ингеренции, нели, и во судскиот совет и во уставен суд. Ние дојдовме во една ситуација кога довербата во судството е помалку од 2%, меѓутоа тоа не е најбитно. Најбитно е што повеќе од 40.000 предмети обвинителството отвара кривични во тек на годината. Значи, сето тоа го прави народот исплашен. Ние имаме исплашен народ. Тој страв кој трае со децении доведе до еден стрес кај луѓето, еден хроничен стрес. Значи, народот ни е исплашен и во еден хроничен стрес, болна нација станавме и не реагира народот на бурни случувања како што се промена на име. Еве гледаме сега пасошите, сопствените институции не сакаат на своите граѓани да ми продолжат пасоши. Имаме големи афери од типот заказан дол држава треба да плати 400 милиони евра, тоа станува, не се дискутира. Претседателот Иванов кажува дека за промена на името се земени 150 милиони евра, не реагира ни медиуми, ни обвинителство, никој не реагира. Значи, огромни, еве тоа што ни се случува со документите, поминува затоа што народот е исплашен, а народот е исплашен затоа што, реков, 40.000 кривични, односно предмети, не мора да бидат кривични, меѓутоа ако е тоа годишно, значи за 10 години најмалку 400.000, или ако земе по семејствата по 4 до 5 луѓе, значи скоро сите се под некаква закана од некакво гонење. Ние не сме криминогена нација, напротив, јас не сум тоа да криминалците не бидат гонети, меѓутоа сведоци сме дека во 90% од случаите овие што кај нас се гонат кривично со драконски казни, во Европска унија каде што сакаме да влеземе се работи за прекршочни одредби, значи тие луѓе евентуално се казнуваат прекршочно. Сето тоа значи ме наведе и мислам дека без разлика на исходот, гледаме дека тешко оди со собирање на потписи, меѓутоа сакав да дадам еден придонес и мислам дека го дадов на еден подигање на критериум на едни избори, особено претседателски, меѓутоа и парламентарни, можеби ќе зборуваме за нив. Значи, дадов на 19 октомври, нели, кажав дека ќе се кандидирам, дадов своја програма, своја платформа, своји црвени линии, постојано одам меѓу народот. Значи, сега имаме една состојба кога почна кандидативе да се представуваат откако веќе почна собирањето на потписи. Значи, една мачка во вреќа му се нуди на нашиот граѓанин и
мислам дека до сега скоро не видов некој да излезе со платформа. Ние мора да се навикнеме дека на избори мора да одиме така како што одат развиените демократски држави многу порано, и тоа што ќе се вети на избори, во тие изборни програми, мора тој што ќе биде избран врз основа на таа програма или платформа понатаму да се труди да ги отствари тие, и од тоа колку ги отстварил тие ветувања, повторно да бара мандат. Ние гледаме дека сега се бара мандат скоро од сите кандидати, зборувам за председател, каде што не гледам програма, не гледам платформа, не гледам идеја. А зашто ќе направиме една мала анализа за тоа какви биле председателите, каков треба да биде председателот. Сакам да ве прашам пред тоа, зашто се решивте за независна кандидатура? Вие бевте едно време, настапувавте и од ВМРО ДПМН, зборувавте и во нивно име, потоа престанавте. Зошто не се обидовте да одите со партиска кандидатура, да речем? Да, интересно, ви благодарам на прашањето. Значи, јас сум член на ВМРО ДПМН, бев повремено некој 98 бев директор на инфективна клиника, и во еден период за време на короната бев во извршниот комитет. Значи, јас на партијата, кога ме побараа, го вложив и мојата популарност, и моето знаење, и мојата мудрост, и мојот рейтинг да помогнам во една исклучително тешка состојба како што беше пандемијата со ковид, и за цело време, година и пол, бев во извршниот совет. Тоа што мене ми смета, зошто отидов независен, е односот на раководството на партијата кон луѓето што се од партијата. Што ни се случува? Веќе години наназад, ама еве да земеме ова раководство, кое веќе е 8 или 9 години. Не може ова раководство да не може да најде кандидат за високите функции во државата од својата партија. Значи, секогаш кога ќе дојде градоначалник на Скопје, градоначалник на Центар, министар на некој од министерствата, председател на држава, се позаемуваат независни кандидати. И јас бев свесен, бидејќи моето искуство покажа, имавме некаков договор со раководството, дека во јуни ќе се исфрли кандидат, кој ќе се понатаму, двајца ќе се исфрлат, кој понатаму ќе се билдат врз основа на тие анкети, и јасно стана дека тоа нема да биде така според договорот, и дека има фиксно решение раководството на партијата, најтесното раководство, и се покажа дека е така. Значи, јас немам ништо против, особено ја ценам професорката Силјановска, меѓутоа, да донесете човек визави луѓето кои оставиле 30 години во партијата, кои имале пречки во кариерата, кои имале судски процеси ради членството во раководството на партијата, да носите луѓе кои не сакаат да се зачленат во партијата, не веруваат во партијата, од друга страна на членството му кажувате дека исто така и вие не верувате во собственото членство каде што се председател или извршен комитет и така натаму. И сето тоа мислам дека ќе има проблеми во самиот и начинот на избор, недемократски ќе има проблеми понатаму во државата. Тоа беа причините зошто сакав да се решам да одам за независен, бидејќи ние гледаме всушност и големиве партии, иако ќе одат, иако мислам најверојатно од нив некој ќе биде председател, меѓутоа не сакаат да ги кажат јасно ставовите. Тоа ми беше мотивот. Јас јасно ги кажав ставовите. И во однос на Преспански договор, и во однос на Бугарски договор, и во однос на кои ни се пријатели во светот, и во однос на кои ни се непријатели, и каков треба да биде председателот, и воопшто немаше да ми смета, и веројатно немаше да размислувам за кандидатура ако слушневме јасни ставови и ако слушневме борба од тие патриотски партии, борба за виталните национални интереси. Да, интересно е што овој пат навистина двете најголеми партии, да речеме, ајде, ВМРО ДПМН и СДСМ, доста доцна ги обелоденија своите председателски кандидати, иако за волја на вистината, например, телевизија 24 доста пред конечниот избор објави дека најверојатно ќе бидат тие двајца, и навистина излезе така. Интересно е ова што го кажавте во однос на поставувањето на непартиски кандидати на функции, па таков е кандидатот и актуелниот председател на СДСМ и коалицијата, господинот председателот Пендаровски,
кој не е член на СДСМ, исто така е сличен еве примерот и со професорката Силјановска Давкова. ВМРО ДПМН исто така претходно имаше еден во однос на изборот, го спомнавте и вие, градоначалничката на Скопје, подоцна таму излезе голем проблем. И повторно ВМРО ДПМН еве се решава за едно такво решение. Зошто еве најголемите партии се решаваат така да одат со непартиски кандидати? Можеби сакаат да привлечат дел од она што го нарекуваме неопределено гласачко тело или што е? Па можеби, меѓутоа еве сега последната недела имаше напад, личен напад кон професорката Силјановска од господинот Али Ахмети. Значи се нема напад на ВМРО ако се проруски незините ставови, бидејќи сега е она кандидат и ако е нејасно зошто е оваа помпа се оди со огномети кога конвенцијата е во сабота. Нели? Председателскиот кандидат ќе се утврди во сабота. Зошто мене ми ги одземаа правата да учествувам на конвенцијата како независен кандидат? Зошто партијата мене не ме прошета по комитетите, бидејќи сум член на партијата, па на конвенцијата делегатите да имаат без разлика. Значи сега имаме затоа што конкурсот така поминал, никој не се јавил. Замислите, конкурсот беше на некој начин 2 месеци криен и се бараа некои делегати. Небитно. Еве јас не сакам на конкурс, сакам како независен, сум кажал јасно и јасно кажав дека очекувам поддршка од мојата партија. Зошто сега еве во сабота јас да не можам да отидам на конвенција, да делегатите ги слушнат мојата платформа, моите ставови и да се одлучат што е подобро за партијата. Така би требало, така ја сваќам јас демократијата. Ние сега имаме наметнато мислење на кое веќе 10 дена се оди по градовите, се пуштаат огномети каде што се кажува професорката Силјановска ќе биде кандидат на ВМРО. Јас не можам да го сватам. Значи, во ред е кога ќе помине нели конвенцијата да кажат да професорката е помина на конвенција. Значи, собствените правила на игра, статути, демократски односи и така натаму ги рушат. Зашто? Затоа што закаснија во процесот, затоа што имаа некакви договори меѓусебни тие што мислат дека се големи лидери. Јас само таму ја гледам причината зашто толку доцна. Значи во некои нормални демократски држави самото тоа што овие кандидати се јавуваат веќе на крај на собирањето на потписи или на крај на процедурата, би требало формално правно имаат право, меѓутоа би требало народот да ги касни. Да, во однос на еве како една анализа на таа председателска трка, многу е очекувано, барем според анкетите ако ги гледаме, дека во вториот круг, ајде да речеме, би влегле кандидатите на најголемите партии, да речеме Стево Пендаровски и Гордана Силјановска Давкова. Тука имаме два, ајде да речеме, проблеми и за двајцата. За председателот Пендаровски проблем се анкетите, каде што СДСМ губи во однос на ВМРО ДПМН, па таму тој се надева на поголема поддршка во албанскиот блок, додека за Силјановска Давкова па проблем е евентуалната поддршка од албанскиот блок, баш поради ова што вие го кажавте, обвинувањата за нејзина проруска политика, антиевропска и така натаму. Значи, двајцата ќе имаат и предности и мани во таа трка. Па да, таква е моменталната состојба. Ќе повторам, значи ова сигурно ќе се анулираше ако процесот почнеше барем неколку месеци пред тоа, нели? Целата кампања. Значи во еден демократски, ние гледаме и во социјалдемократскиот сојуз, ми замеруваат некои не се осврнува многу. Па гледајте таму веќе, како да речам, како да не се веќе партија, нема функционалност. И таму не гледаме, се уште не се знае ниту која ќе биде конвенција, барем не сум слушнал, ниту има претходно представување, ниту има став. Значи сето тоа мораше и кај нив да заврши барем 2-3 месеци пред тоа. Ме разбирате, сега ако во нивната демократска опција се избереше кандидат, било кој они ќе се го избере, имаше и таму неколку претенденти. Зошто сега исто не отиде они на конвенција, сите од нив да си ги искажат своите квалитети, односно да има првин партиското членство да избере свој кандидат, кој потоа ќе побара народот да избере. Ние не гледаме дека партиите не бираат раководствата. Врз основа на некакви нивни проценки или договори, или разговори, или предвидувања и така натаму. Така да и таму имаме исто една недемократска која максимално ќе им го отежни изборот и на кандидатите нивни.
Без разлика дали ќе биде председателот Пендаровски или професорката Силјановска или можеби мислам дека реално е да некој од останатите кандидати има реални шанси да влезе во втор круг. Меѓутоа, однесувањето на овие големи партии на своите кандидати во многу ќе им ги усложни понатаму процесот на избори и во многу ќе им ја усложни функцијата на едниот тој што ќе биде избран, нели понатаму ќе биде на некој начин председател кој е избран во една дефектна процедура, кој е избран затоа што некој лидер така сакал, кој треба да му должи на тој лидер, па ако остане како интелектуалец независен кој нема да витка кичма, нели пак имаме повторно судар на тој лидер со председателот на државата и затоа викам сето тоа понатаму не е проблем изборот. Ние имаме председател во следните 5 години. Значи, какви ќе бидат односите? Колку ќе има тој човек дигнитет? Вие во старт му ги сечете крилата, му ги стеснувате демократските односи, му кажувате дека тој не е битен, дека ние те избравме. Ме разбирате? Значи, од друга страна на народот му се вика и са мораш да бираш меѓу тој и тој. Тоа е оно што порано се нарекуваше султан партии, каде што нема баш некаква демократија, туку за жал, да, лидерот така е. решава и тоа е. За жал. Гледаме, например, за разлика од ова, актуелна е сега, да речеме, и председателската трка во Соединетите Американски држави, каде што па гледаме сосема спротивен пример. Таму процедурата е во сите држави има избори пред избори. Буквално мора да победиш претходно кај своите гласачи, во своите конвенции, републиканската и демократската, за да станеш председателски лидер. Значи, толку се филтрира додека се дојде до крајниот исход, за да станеш кандидат за председател на државата, кај нас ми се чини сосема е спротивно. Да, и тоа не од секојаш, туку од секојаш така било. Ама во една таква постапка, како што ја викате вие, кога самото членство ќе избере од неколку луѓе, тоа членство застанува за тој кандидат, нели? Да. Вака голем дел од членството ќе рече јас не сум прашан. Од друга страна и членството е премногу дисциплинирано. Видите, овие денови одев на терен. Јас сум сериозно загрижен колку нашите граѓани се исплашени. Значи, исплашени им се гледа страв во очите. Кој ги плаши? Зошто ги плаши? Затоа што ќе даде подпис, па се однесуваат како буквално да треба бубрек да даде. Значи, тоа е само предуслов за дали некој ќе гласа. Меѓутоа, не можеме да слушнеме нивната волја затоа што се исплашени. Па да не речеме процедурата, која овие големи партии донеле услов да некој сам собере 10.000, нели се однесува на малите партии, 10.000 подписи, а оние донеле одлуката со 1000 подписи, нели за да формираш партијата требаат 1000 подписи. Едноставно ја зеле топката и они ги кажуваат правилата. Од како ги преземаат дик канцелариите на правда. Замислите, тие канцеларии останаа во општински, во најголемиот процент на општински канцеларии. Замислите се јас како кандидат, мој почитувач или идеите македонски што ги кажувам, треба да влезе во општинска зграда каде што треба да помине покрај обезбедувањето општинско кое е партиско. Па да речеме во Штип треба да се качи на 3 спрата, мене ми беше непријатно. Каде се болните? Каде се инвалидите? Тие немаат право, им го земаат правото. Не отворија канцеларии, пунктови пристапни на секого да му бидат барем на 10 минути пешки. Тогаш би било реално, иако е бројката пак преголема. Меѓутоа, вие имате само 34 единици, од кои големи општини, како Аеродром, Ново Лисиче, Илинден, Шуто Ризари, Ѓорче Петров, Сарај, Чашка, Македонска Каменица, не знам, Росоман, воопшто немаат канцеларии. Замислите се, треба да запали кола, да потроши 500.000 денари, за да отиде да го даде својот подпис. Значи, во денешно време, кога може тој електронски било како, барем да отворија пунктови, барем да речеме, во некаде каде што Драчево нема со 20-30.000, значи 10 до 15 минути пешки човек, да појде. И тоа воопшто ќе чинеше во еден процес кој може би 200 и 500 милиони евра се трошат. Мене ми рекоа, па не може професоре, са таму треба да купиме компјутер. Замислите, ние многу штедливи станавме и со тие 20 пункта што ќе не чинеа за 15 дена веројатно 1000 евра, ние заштедуваме 20.000 евра. Меѓутоа, силно влијаеме на демократските процеси и тоа ќе не чини. Во однос на председателскиот лик
председателот каков треба да биде таткото на нацијата, доколку го ја видиме историјата до досегашните председатели. Еве да почнеме Киро Лигоров, Борис Трајковски, Бранко Црвенковски, Ѓорѓе Иванов, сега и Стево Пендаровски. Интересно е што, како и што вие велите, не е баш председателот англиска кралица кај нас. Сепак има доста ингеренции во поглед на уставот, на законите и така натаму. Врховен командант на армијата е. Сепак сите председатели до сега некако како да не успеа да се воздигнат над партиската припадност. Секогаш некако се врзувале потоа и во текот на мандатот со партијата, кој повеќе, кој помалку, но сепак на некој начин. Не кога ќе станат председатели, не се тргаат целосно таа поддршка или да речеме таа конекција, туку сепак остануваат да лебдат на таа основа. Па тоа го гледам баш во начинот на избор. Ние имавме, господинот Глигоров се наметна како независна личност и во негово време во многу зависеше од неговите ставови, одлуки, заштити и така натаму. И беше силен кандидат во тоа време. Силен кандидат. Потоа имавме кандидати кои, да речеме, и господинот Трајковски и господинот Иванов. Човечки е во еден ваква процедура на избор да некако ти е непријатно сега против луѓето кои буквално те поставиле. Меѓутоа, кога видите се смени власта, господинот Иванов покажа сосема друго лице. Он покажа дека е председател, он застана на браникот на интересите. Ме разбирате, пред тоа он не сакаше да се замери. Истото беше и со господинот Трајковски. Значи, веројатно е сега исто што најмногу остана во сенка на партијата, без разлика дали е член на партија, меѓутоа мислам дека беше и пратеник и така натаму господинот Пендаровски. Значи во една комоција, да не се замерам, да не преземам ризик, значи се минира уставниот поредок. Значи ти си председател на држава. Имаш повеќе гласови отколку што добила партијата на власт. Таму има коалиција собрани со по 200 големите партии и мали партии со по 50, некои има што учествуваат, добиваат министри со 5000 гласови, така? Да. А председателот има најмногу. Има излезност од 40%, за парламентарните нема излезност. Значи, воопшто, прашање до карактерот на председателот. И ги има ингеренциите по устав, колку е тој вешт да ги искористи тие ингеренции, колку е цврз, Советна безбедност треба да го вика секој месец, дипломатијата е негова, гувернерот е негов, влијанието во јавноста, поддршката што е најважна во демократски држави, па имаш за тебе 500.000 граѓани, најмалце 500-600.000 граѓани, така. Не може некој што има поддршка од 20-30 или 100-200.000, никој од нив нема, има цела партија. Една листа од 120 пратеници има 200.000, значи по 1000, по 2000 во просек поддршка, така. И личење изборот на председателите од една страна, од друга страна имаме голем проблем. Што од 90-та година наваму наши лидери стануваат луѓе кои не се искусни. Да не речам и недоволно образовани во сите области. Во историја, во економија и така на. Не треба да биде човек експерт во се. Меѓутоа, ние гледаме како добро поминавме со една владата на Никола Клюсев, каде што имаше политички неуки луѓе, меѓутоа бе експерти и си ја сакаат државата. Доволно ние само овие наши функционери да знаат и да си ја сакаат државата, решение ќе најдат. Еве, јас сум многу пријатно изненаден сега од министерот Тошковски. Значи, од тоа што сака, та позитивна енергија, гледате колку он обиди има да навистина помогне на својот народ. Значи, може да се постигне, може да се направи, меѓутоа треба да се сака да се работи и да се сака да се направи добро. Што е добро? Значи, ние немаме критериум што е добро и што е лошо во држава. Да, некако ова е нормално дека е поврзано со парламентарните избори, ќе се одржат заедно овој пат споени се. Како гледате на парламентарните? Бидејќи кажавме според анкетите ВМРО-ДПМН води до сега на сите анкети, но еве интересни се изјавите на председател на СДСМ Ковачевски, вчера ја повтори таа изјава од Штип, каде што вели
дека тој ќе ја предводи идната влада, дека тоа ќе биде проевропска влада, проевропски блок. Се чини дека алудира дека повторно таму би имала некаква, како што ја нарекуваат, проевропска коалиција која би настапила на изборите, иако засега не гледаме таков договор. Инаку ми се чини дека доколку настапи самостојно СДСМ, дека ќе биде во проблем. Во предизборието е дозволено, нели, такви само рекламирања. Далеко е тоа дека СДСМ ќе прави влада, сигурно нема да прави влада, дури и да ги собере сите, нели, проевропски, криво речено, проевропски. А што другите што си ја сакаат Македонија не се проевропски? Не Европа и треба Македонија да биде дупка во демократија. Да нема, да утре во Европска унија сакаме да влеземе, па некој европски граѓанин да биде осуден или да лежи во наши затвори. Значи, на Европа и треба демократска силна Македонија. Ама Македонија која си ја сакаат граѓаните, а не да полтрони и некои улагачи кои викаат се ќе потпишеме, се ќе дадеме, ние сме за европска иднина. Не е таа европската иднина. Сигурно дека ВМРО-ДПМН ќе победи на изборите. Прашање е дали ќе прави влада. Меѓутоа, за мене е многу поважно. Еве, ќе победи, ќе прави влада. Која е концепцијата? Дајте, луѓе, кажите ја концепцијата. Не може ние сега имаме еден процес во кој се врши бришење на еден цел народ. Таков пример има во историјата. Бришени си тие народи веќе не постојат. Некогаш тие процеси не успеале. Делени се со илјадници години државите, меѓутоа пак се обединиле, бидејќи инстинктот за самоодржување е најак и втори инстинкт е одржување на врстата. Нели, тоа е во гените наши да ние заедничкото да го одржиме. Тоа не гледам јасни концепции што понатаму и не гледам ова што го збориме, не гледам цврсти вредни кадровски решенија каде што ќе бидат експерти, каде што ќе му се даде на некој од врзани раце да ги решава проблемите. Не можете вие да го решите проблемот ако правите некои климави коалиции во здравство, проблемот во судство, значи мора на некој човек да му одврзете раце, да се направи некаква заедничка концепција и не може вакво и наетење. Еве гледаме сега на тоа што е добро, порано и ВМРО знаеше да си наети на добри решенија законски, сега така наречена, нели, власт на ова решение за пасошите одинат него гласа и прави огромни проблеми на македонскиот народ. Не е важно кој ќе направи. Значи ние немаме зрели политички партии кои не водат грижа за демократијата во Македонија. И затоа ние тонеме во демократските односи. Тие партии мора да донесат услови, мали партии, значи идеите да победуваат. Мора да, или ако дојде ваква пата состојба, немојте да правите влада. Видите, во Бугарија одеше 4-5 пати избори и пред неколку години исто. Затоа што е јасно, кој ќе направиш влада која ти зависат од 2-3 пратеници, ти зависи дали ќе правиш влада, па му дадеш ти на група со 10 пратеници, му дадеш 10 министерства, нема квалитет. Таа е мала партија. И скоро да не видовме, ако можат да викаат, нели, независни кандидати за високи функции, зошто се менуваат експерти во јавни предпријатија каде што се директори кои можат да ги држат тие системи. Исто и тоа не е голем проблем. Значи таму каде што имаме способни луѓе, каде што се бара стручност, оставите ги, не барајте да бидат партиски луѓе. Да, професоре, кога ја следим оваа анализа за која вие зборувате за понудата, за политичката понуда, за тоа како делуваат партиите, еве вака, владеачката коалиција или СДСМ пред се очигледно имаат проблем на анкетите и проблем имаат и со многуте афери кои изнедрија. Мислиш ли дека ова со пасошите и со личните документи беше некако како капак што се вели на се, на целата таа тежина која ја чувствуваат сега пред изборите и на рейтингот? Од друга страна, ВМРО-ДПМН интересно е дека постои перцепција една, тоа го кажуваат и дел од аналитичарите, добива најмногу баш поради слабата понуда на СДСМ, поради грешките на СДСМ и така натаму, но дека партијата не продуцира нови гласачи, се уште не продира кај оние луѓе кои порано гравитираа вамо и таму, понеопределени, бидејќи истите тие не гледаат некаква нова понуда кај ВМРО-ДПМН. Или со други зборови,
ВМРО ДПМН е посилно само затоа што СДСМ е многу слабо. Да, неколку циклуси поред се добиваат избори на казна, не на платформа, не на понудено решение, него тие пред мене толку се лошите, народот ќе ги казни. И тоа ни се еднаш, па уште еднаш, па уште еднаш, па уште еднаш. Тоа се нарекува гласање против, а не гласање за. Против или неизлегување. Гледате се, мислам дека дури на анкетите 50% од луѓето се изјаснуваат дека нема да гласаат. Значи, овие што ја кажуваат проценти се од половина. Не разбирате? Не е 24%, од 50%. Кои се би взели од 100% е 12%. Замислите сега една голема партија, ВМРО има веќе паднала на 12% рейтинг, а СДС е на 6% рейтинг. Ме разбирате, тие рейтинзи са што и кажуваат треба да се преполуваат, бидејќи половина од луѓето викаат не. Да. А за кога се работи за лидери, дури 70% викаат за ниеден. Значи народот многу јасно знае што чини, што не чини. Проблем е стравот кој им е втеран во коски, и затоа имаме и бегање од државата. Најголем дел или голем дел од овие луѓе што бегаат, не бегаат затоа што не можат да опстанат тука. Бегаат од страв, бегаат затоа што нема систем, бегаат затоа што се неправилно гонети, малтретирани, на работа им се бараат, не знам, членски книжки им се баран, таму каде што не треба. Ние дојдовме веќе медицинска сестра треба, за да биде најмалото оделение што е оделенска сестра, треба да биде партиска книжка да има. До таму веќе дојдовме. Така да точно е, народот сака визија, сака програма. И затоа овие партии наместо да растат, тие остануваат само на некое членство кое повеќе некој клиентелизам, кој гледа некаков интерес од земањето на власт, од најмал интерес до најголем. Значи не зборуваме за понуда, за идеологија, за програма. Вие видовте понуда? Видовте ли некоја понуда у последниве? Сега гледате, имаме некоја понуда, не знам, Бехтел Енкар нема да кошта 2 милиарди, ќе кошта 2 милиарди и 600. Аман бе луѓе, до кога ќе го дереме народот? До кога ќе... Значи сега да излезе некоја партија која би ги собрала тие луѓе кои нема да гласат би било убедливо најголема партија. Сега хипотетички зборуваме, да. Да, меѓутоа има се една друга негативна појава. Секогаш кога, не само сега, и пред 10 и пред 20 години, кога се појавувало таква идеја на интелектуалци или некои неразочарани од тие партии, кога се правело обид да се направи нова партија или нова групација, веднаш овие две, сега 3 партии се здружуваат. Веднаш се здружуваат против таа групација, ги користат, ги злоупотребуваат институциите на системот. Се злоупотребува полицијата, се злоупотребува обвинителство и веднаш им се прават некои судски процеси, па гледате сега за овој делот што е огнени, што се нарекува. Па гледате колку нивни членови се ставија во притвор. Тоа е политички прогон. Истите тие луѓе за дела или некакви прекршоци што ги направиле пред 10-15 години, 10 години никој не ги гонел, ама сега кога излегоа, нели, со свое крило, се ставаат, тоа е тоа што ја уништува демократијата во Македонија. Мора институциите да си ја чуваат државата. Ние не можеме инвеститор да дојде од странство затоа што знаат дека влегува со еден закон, после 2 години ќе му го сменат законот. Ние имавме случај на менување закон за еден ден. Затоа што на некој така му одговарало, нели, пред 10 на 15 години, буквално за еден ден се менува законот, се менуваат условите. И сега, тоа ли е европскиот пат? Па како компанија од Европа ќе дојде кога ние постојано менуваме закони, кога имаме закони неприлагодени со европскиот систем, ние Европа треба да си ја постигнеме дома, потоа лесно е да се ние вклопиме со 2 милиона. Меѓутоа, ние наместо 2001 кога бевме лидери, кога требаше да не прими Европска унија, со многу малци аномалии, но овие системи функционира, не примија, веројатно и они си тераат некои политики, има некакви геостратешки политики. Сега дојдовме ние до една состојба која ни требаат луѓе со визија. Највредните луѓе во својата област да се соберат, да се замолат, да почнат да ги градат системите. И ни требаат сигурно десетина години, можеби само за да малце пораснеме, бидејќи кој ќе тргне нешто да тоне надоле. Тешко е да го запреш тонењето. Најважно е првин да го запреш, да диагностицираме каде пропаѓаме, па потоа полека, бидејќи ние имаме системи, здравство, па 50-60 години е граден.
Сега ти го рушат, ти не можеш да го обновиш одеднаш. Да, токму еве ова ми беше следното прашање, сами го кажавте здравството. Се чини навистина дека според сите анализи здравството константно тоне. Тоне во сите можни параметри, и во стручен кадар, и во науката, и во организацијата, и секако во секој поглед, значи државното здравство тоне. Се менуваат министри, се чини дека секој министр доаѓа со некаква своја идеја, своја концепција, нови идеи, ништо од тоа потоа не се имплементира и само имаме една надолна линија. Имаме ли некаква анализа зошто е тоа така? Па еве самите рековте. У здравство, мислам дека во светот, во Гинисова книга ќе влеземе колку министри се сменети во последниве 10 години. Од доаѓање во здравство на каде што една субспецијална област, доаѓање на правници, доаѓање на тимот на министрите да бидат историчари на уметност. Образложение има се на Google, ке прочитаме. Замислите. Значи, од друга страна, постоен одлив на доктори. Постојан одлив на доктори имаме во Западна Европа. Ние имаме годишно по 300 до 400 доктори ни одат. Потоа во однос на квалитетот. Ние 10 години не примавме доктори по клиниките. Знаете кој тој јас? Во тие 10 години порано се прима по 1, 2, 3 секоја година, нели? Значи, отишле X доктори кои нивното искуство не е се во книгите, нема се во книгите, нема се во компјутерите. Отишле во пензија, не го пренеле на помладите. Во однос на квалитетот, во однос на организација. Мешаме системи. Ние имаме еден DRG систем кој му се наплаќа по диагноза, меѓутоа цените се различни во државно здравство и во приватно здравство. Замислите, не знам како е оправдано, например, кило леп, ако е во приватна фурна 100 денари, во државната продавница да мора да биде 20 денара. Значи, од тука паѓа квалитетот. Потоа државата мора, ако сакаме, било кој систем, еве го фативме здравство, сериозна зрелост кај политичките партии, јас не гледам. Значи, треба да се реши да тие што се во опозиција не му прават проблем на некој што е или дури мене ме обвинија, меѓутоа во вакви услови, кога државата тоне, ја мислам дека ова подолба на власт опозиција за мене е неразумна, сулуда е. Значи, дајте луѓе од сите партии, кои се најспособните луѓе да им ги дадеме системите да ги оправаат. Значи, здравството може да се оправи и да се запре одливот на кадри и да се доволно инвестира. Значи, ние имаме инвестиции во здравство, меѓутоа со така наречени интервентни улози. И се пумпаат од државата по можеби 500 милиони милиарда, наместо веднаш да се испланираат тие со сегашните 500 милиони за во здравството да се регулира. Да, добро, професоре, има овде уште доста други прашања. Ќе продолжиме, ќе направиме на сега кратка пауза. Да, тоа беше пресконференцијата на Регулаторната комисија за енергетика. Се враќаме во студиото. Професоре, зборувавме за здравството. Сега во здравството има доста проблеми, значи сложен систем, еден од нив е одливот на кадри, кадрите бегаат се уште и во приватното здравство, одат и во странство. Гледаме од друга страна дека новите кадри кои на некој начин доаѓаат дека не се со тој квалитет баш како порано и тоа се доведува сега во прашање онака наједноставно кажано, кој ќе ги лечи луѓе во овој ден? Значи, тука мора да се замеша државата. Премногу е оставена автономија на универзитетите и автономија на комората. Значи, по мене, квалитетот ќе се реши оној момент кога државата ќе си го врати државниот испит да го прави државата. Значи, таа да си проверува кој ќе дозволи своите граѓани да ги лечи, нели, нашите граѓани. Државата треба да каже, да, овој може да ги лечи, овој има дупки да си доучи, да се врати и така натаму. Знаеме ние во некои држави секаде ги признаваат нашите дипломи, меѓутоа ти бара нострификација која некогаш губат по 4-5 години за да добијат таа нострификација во Австралија, во Соединетите американски држави. Значи, тоа може да трае и долго. Значи, тука можеме да го дигнеме квалитетот. Меѓутоа, не само квалитетот. Ние имаме состојби каде што одредени градови во моментот фалат 50 доктори. Ние, не знам, како заспани сме, како анестезирани цела нација. Дали е тоа под некаков диктат од Запад, да тие доктори не ги примаме тука, па
најголемиот дел ќе отидат на запад. Можно и таква опција, бидејќи исто и нив им требаат доктори. Им требаат доктори, сега гледаат кај да ги добија докторите и преку ММФ, веројатно преку Министерство за финансии. Парадоксално е, значи јас веќе 7-8 година е СДС на власт, значи со еден нивни од функционерите локални во Штип му реков, луѓе, дај, еве водев тогаш список кои се талентирани деца, никој не ги прашува за партиска определба, дај примите 70 деца во Штип, за 10 години луѓе од Скопје кидат на, нели, толку им треба во едукацијата. И воопшто не се примаат тие луѓе. Ние сега ги имаме, они се теоретски подковани. Не е проблем. Има одредена група што ќе се натера, ќе се доучат или не знам, ќе ги распределиш. Меѓутоа, проблем е што ние едноставно и не ги запослуваме и потоа специализациите траат предолго. Повторно, ради таа автономија на универзитети, самите факултети па си ги направија специализациите кои беа 4 години, па малце било па 5, па 6, па 7, па претерано се оди. Видите, мора да постои опција, не се сите специализанти исти. Некој може би за 3 години да му дадеш диплома дека е специјалист, добар специјалист, некој може би за 10 да не му дадеш. Тоа е некаков однос на тоа што е добро, што не е добро. Треба индивидуално да биде, Значи мора да се остави можност за проценки. Не може сега значи нема потреба факултетите цела година ги губат децата откако ќе завршат, некој му одговарало, па цела година да на некаков стаж, па потоа за овај државен испит, па уште една година, па специализацијата уместо 4-7 години, значи многу празни години им губиме и тоа не е оправдано, значи не е оправдано губење во празни периоди на огромна популација на високостручни луѓе. Тоа не може да се реши ни еден систем, не само здравство, исто и судството, мора да се реши со перцепција, не може да се мешаат политичарите за да решиме, за да го совладаме еден систем, да го вратиме на тие вредности, кои што и по устав треба да биде независен, гледаме дека е окупиран од политичарите. Дај да ги оставиме таму, сигурно има стручни луѓе кои брзо ќе ги вратат. Ние всушност и законите кои ни важија во стара Југославија се скоро идентични со законите во Европска унија кон кои ние се стремиме. Ние ги имавме тие закони, под разни потреби дневно политички ги правевме построги, полоши и така натаму и сега дојдовме во еден безизнес. Од друга страна гледаме дека и таму кадровските решенија се исто партиски, како што се и во здравството. Значи и мора да некаква партиска поддршка. Мислам дека тука направија рано во упадот каде што судиите пред се поминуваа во парламентот, меѓутоа се избираа во тој судски совет и влезе, мислам дека од Демир Хисар беше еден пратеник тогаш на комисија за избор и именување, СДС беше на власт, за да ги стави под контрола, направи некаков упад да мора судиите да поминат во комисија за избор и именување на парламентот и од тогаш ние имаме партиски судии. Да. Добро, за крај прашање поврзано со новиот клинички центар кој се уште го нема, на сага која помина многу продолженија, значи прво почна да се гради, па прекина да се гради, па се најави нов, па на нова локација, па нема ништо од тоа, па после нови некакви анализи, дали ќе се прави кај постојниот. Не знам веќе никако заврши тоа, но секако немаме ниту почеток на изградба, ниту нов клинички центар. Значи тука имаме две различни решења или разгледувања. Во еден дел овој клинички центар има пристојни просторни капацитети, значи релативно нови згради. Тоа што е инструменти и така натаму се опремени исто како и западноевропските држави. Тоа што ни фали е кадар. Значи има простор, има апаратура, нема кадар. Дека ни треба нов клинички центар, ни треба. Меѓутоа, гледате се што се случува. Ние немаме проект, а поминуваат години. Значи, дајте да видиме што е тоа што ни треба. Кај ќе се прави? Значи, тие решенија треба да се носат брзо. Не можеме ние да лицитираме првин со цената, да договориме фирма, нели па се спомнува 500 милиони евра, па луѓе за 500 милиони евра се прави цел град. Дајте проект, дајте идејно решение, дајте пристапни решенија
И потоа се прави лицитација и се овој, не може првин цената да се одреди. Ме разбирате, првино секој гледа само во оваа држава само гледа како дали некаков процент нешто ќе падне и така натаму. Па доста веќе беше открадење. Дајте се решава веднаш. Самиот проект не може да чини повеќе од 100.000 евра. Дајте да го видиме проектното решение, дајте на јавна расправа, па имаше и самопридонеси на времето, значи има државата пари. Потоа, не само клинички центар, меѓутоа имаме катастрофална состојба на болницата во Битола. И ни треба еден клинички центар за регионот. Битола, Прилеп, па Европска унија ќе влезе и тој дел од Северна Грција. Катастрофална е состојбата со болницата во Тетово. Значи, ние во старт треба овие неколку центри. Штип, замислете, 8 години стои во место и дури не знам колку пари изгубивме затоа што има нели донации странски. Болницата е дигната од неспособност на раководството. Тапка. А мора да одговорност некој да преземе. Тоа е тоа што ни фали. Тоа што мора државата да врати ингеренции. Не може да се менуваат секои 3 месеци министри. Меѓутоа, мора да има тело да го викне тој таму што е директор, што направи ти? Што направи? Зошто ова? Не може, затоа што е партиски послушен човек, влакно не му фали. На било кој, не зборам само за Штип, за било која институција. Значи, ни треба клинички центар модерен. Ама ние веќе 10 години, или методи. Замислите, ние 10 на 15 години имаме, се караме, ние најмногу умираме од мозочни крварења. Тоа е парадоксално за Европа, затоа што веќе исто како со инфарктите што се решија со стентови, се влегува преку крвен сад, кај крварењето се аспирира, се става стенти, тој човек без никакви последици живе. Са ние се уште се надмудруваат дали тоа треба да го прават рентгенолози, невролози или неурохирузи. Таква визија, ние имавме министр што беше неурохирург и наместо тоа да го реши, он се фати со, нели, да решава модуларни болници. Не трпат овие работи, не трпат одлагања. Губиме илјадници животи заради тоа што немаме визија и немаме вистински луѓе на вистински места. Да. Професоре, ви благодарам за овој интервју. Ви благодарам и вас на поканата. Ова беше професорот Вело Марковски и со него го завршуваме ова Студио 10. Почитувани, ви благодариме на довербата и на вниманието и се разбира, останете со програмата на Телевизија 24.